Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН на одржаната пресконференција апелира градоначалникот Дамјановски да почне забрзано да ги решава наталожените проблеми, посебно со жителите на улицата Среќко Пожаљка, за кои вела дека конечно по многу години локалната власт покажала разбирање да се зафати со решавање на проблемите со жителите на оваа улица. Но велат со решавање на едни градоначалникот и СДС создаваат нови уште поголеми проблеми, а тоа е проблемот со безбедноста на граѓаните. Учениците и децата што одат во градинка директно се загрозени од отворените шахти, поголеми дупки, остри остатоци од цевки и градежни алатки, распослани по целата улица. По толку години локалната власт, предводена од СДС, покаже разбирање и се зафати со решавање на наталожените проблеми на жителите на оваа улица. Но со решавање на едни, очигледно Зоран Дамјановски и Социјалдемократскиот сојуз се склони кон создавање на нови, уште поголеми проблеми. Во овој случај, тоа е проблемот со безбедноста на граѓаните. Имено, секојдневно, а посебно вчера, наутро, учениците и децата што одат во оваа градинка, директно беа загрозени од отворените шахти, поголеми дупки и остри остатоци од цевки и градежни алатки, поставени, распостелани по целата улица. Загрижени за оваа слика, која што ја гледаме, би сакал да го прашаме градоначалникот. Зошто огромни остатоци од цевки и делови од машини лежат по улицата, каде поминуваат илјадници граѓани во текот на денот? Кој ќе одговара доколку некој се здобие со тешки телесни повреди од опасностите кои демнеат на улицата? Зошто улицата не е затворена за минување или пак не се осигура за нормално движење на граѓаните? Вчера во утринските часови беше забележана и отворена шахта покрај која поминува ученици и деца за во градинка со своите родители. Очигледно градоначалникот не го интересира безбедноста на граѓаните, туку ако може овој гратис период, што го доби до локалните избори, да го искористи за собствена промоција, надевајќи се дека колку толку ќе го сокрие срамот од урбаното деградирање на Куманово. Апелираме до градоначалникот овој реконструкцијата на оваа улица да се одвива со забрзано темпо, затоа што се работи пред се за безбедноста на граѓаните. Упати апел до градоначалникот Дамјановски за брзано да почне да се работи на санација на улицата Среќко Пожаљка, затоа што животот и здравјето на граѓаните е на прво место.